Тоа што државата се уште ги држи под контрола цените на огревното дрво не предонесува прометот со него да се одвива без проблеми. Во Кочани и пошироко граѓаните се потешко се снабдуваат со букови и дабови дрва за огрев. Состојбите со продажбата на дрвната маса ги комплицираат приватните фирми кои влегува во овој бизнис и наметнаа правила на игра дефинирани врз профитна основа. Поради тоа летово камионите натоварени со буков и дабов огрев од Берово, Пекчево, Виница, Пробишти, Пили, Кратово, наместо во градовите во Источна Македонија, транзитираат кон Скопје и другите поголеми градски центри. Не сме оште. Не сме оште, ние си набавуваме вака. Од таму од кај селото си наваѓаме за тоа. Иначе огревно дрво ја што не сум земал. Па како не се скапи? За нас, мислам, за нашиот мислам, стандард, тоа е солено, барем ја така мислам. Не сме јаш. Па од тие приватни дока. 2006. Не. Немаме пари. Не одиме на работа. Па имаме нешто ќе земи још. Кој ќе дојде. Колку се скапи толку? Треба ли мора да земеш? Скапи со дрвото. Добро упатените во овој бизнис велат дека новопечените трговци со дрвна маса од подружниците на Македонски шуми откупуваат цели кории по утврдени цени, а потоа ги продаваат за значително повисока цена. Тоа доведе до ситуација традиционалните снабдувачи на огрев да ги пренасочат количините кон поголемите градови и на тој начин да предизвикаат недостиг во регионот. Впрочем, деновиве голем број испаничени граѓани со пари во џебовите бараат трговци однапред да им платат за да се снабдат со 6 или 12 метри просторни бука или даб, но безуспешно. Никој ниту им ги зема парите, ниту им ветува дека ќе ги снабди со се уште најефтиниот огрев. Уплати за дрва не примаат ниту во подружницата Осогово на Македонски шуми, бидејќи, како што велат, не се сигурни дека ќе можат да издржат навремено снабдување. Ситуацијата ја искомплицира и стопиралниот увоз на огрев од Бугарија, од каде во изминатите години се вршеше дотур на значени количини, кои